Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Од утре почнуваат Петровденските пости, почитувани слушатели. Вечерва, како и обично, со кусите вести и мојот коментар на неделата, но и прилог за Охридскиот чудотворец, светецот Свети Еразмо, како и од рубриката Жена, мајка и дом, ќе го закитиме овој наш вечерашен програм. Истовремено ќе биде закитен и со убавата македонска песна. Па, пријатно слушање.
граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква во Православна црква на Северна Македонија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот столб на македонската државност. Јавете се за подетелни информации кај мене на 647 780 6549. Кога го кажувам телефонот 647 780 6549, да спомнам дека сите вие кои планирате да патувате за Македонија, навистина цените се, би рекла, атомски оскапени се, но затоа може да се најде се уште место, јавете ни се 647 780 65. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве поканува секоја недела и за македонските православни празници на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично, а на располагање ви стои банкетната сала која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975-5395. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, побрајте го мајсторот, вистински мајстор Алек Кирков на 365 888 6096. 21. јули, петок, вечерна забава на седенка со староградски македонски народни песни од 8 часот навечер во салата на црквата Света Недела од Ејджекс. Ице Георгиев и Тасе Стојановски, оркестерот, со староградската песна, исто така старокрајските јадења и декорацијата направена како да сте таму, во тие вечерни часови ќе бидете на вистина во добро расположение. Истовремено ќе се подсетите и на годините поминати каде што седевте на кепенците или слично. Но затоа пак вашите разиграни срца може да продолжат и идните 2 дена, кога на 22 и 23 јули по повод патрониот ден на црквата Света Недела во Ејджекс со фестивалот почнувајќи од 12 часот напладне. Саботата ќе ве забавува оркестерот Македонски Мелос, а неделата повторно со оркестерот на Ице и Тасе. Добро дојдени сте сите. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи понатаму да се емитува овој радио час. Секој еден пак посакува да живее во удобен дом. Крис Клашов од фирмата Royal LePage Realty, може да го реши овој проблем кој е покрај вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Минатата вечер, односно синоќа, децата од БУФ ги разиграа сите наши сонародници на концертот на фолклорната група Македонка. Затоа оркестрот Децата од БУФ со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците единствен оркестар со жива автентична музика. Тоа е во ова наша околина. Затоа за банкети, фамилиарни слави, концерти, свадби, родендени и слично, побарајте го Крис Клашов на 905-520-1474. Оркестарот Децата од БУФ, лек за вашата душа и расположение. Да спомнам дека, како што реков и на самиот почеток, на 15 јуни е македонскиот празник Свети Еразмо. Меѓу Охридските
светите чудотворци, свети Климент и свети Наум, почесно место му припаѓа на свети Еразмо. Точно кога бил роден не се знае, но живеел во времето на најсуровите противници на христијанството, царевите Диоклицијан и Максимијан, пред официјалното признавање на христијанството од цар Константин во 312 година. Житијата на свети Еразмо не дават податоци за неговите родители, зашто го избрал патот на страдалништвото и што било пресудно за млад да стане епископ, не по негова волја. Свети Еразмо бил млад, убав, од ангелски сој, со богат дух, очите му биле како сончеви зараци, со мирен и благ глас, но остар против неговите мачители на нивната злоба и пркосел без никаков сомнеш во поддршка на Исус Христос. Диоклицијан вршел нечујни прогони на христијаните, плашејќи се да не може да ги издржи измачувањата за да не го посрами својот Бог Исус Христос, свети Еразмо 7 години се повлекол во пустината, направил многу чуда каде што отишол и на планината. Се кажува дека храна од небото му носел сокол, според некои автори Гавран. Дивите зверови доаѓале во неговата пештера на поклон, зборувал со ангелите, но од небото слушнал глас. Еразмо, слези оттаму и појди во твојата татковина. Тој слегол од планината и патем излекувал многу немоќни и доста привлекол преку своето крстување. Сознавајќи за присуството на свети Еразмо во градот, Диоклицијан наредил да му се доведе пред него. Самиот Диоклицијан вршил големи притисоци на свети Еразмо да се откаже од Исуса Христа, за да му се поклони на идолите, ветувајќи му земни благодети, богатство, но светецот не се поколебал ни по големите тепања, нарекувајќи го тиранинот, граблив волк, измамник на душите, син на ѓаволот. Не помогнало ни кинењето на месата на свети Еразмо со железни клешти, па бил потурен со растопена маса од катран, асфал и восок, но ангел Господов го ладел маченикот. Свети Еразмо му викал: "Цару, каде ти се казните?" Гледајќи ја праведноста на маченикот, сенатот побарал од Диоклицијан: "Пушти го праведниот човек и епископ на градот, од и низ него дејствува христијанскиот Бог." Најднаш се појавил земјотрес, 1/3 од народот загинал и таа несреќа Диоклицијан му ја препишал на свети Еразмо, велики: "Оној што го гледате, ги клеветеше нашите богови и поради тоа се стори овој неред." Свети Еразмо бил ставен во затвор со синџири на вратот и на нозете, а на слугите им било наредено да го држат под строг режим. Меѓутоа, преку молитва кон Исуса Христа и со неговата помош, свети Еразмо, како Христов гулаб, бил земен од ангел кој го однесол во местото во поранешен Лихнит. Името на градот Охрид се викаше Лихнит, кој бил под власта на Максимилијан. Во Охридското крајбрежје свети Еразмо работел 10 години, го ширил христијанството, правејќи бројни чуда, давајќи вид на слепи, лекувајќи безнадежни случаи. Бил надарен од Бога со врвна благодет, дури да воскреснува и мртви. Така на првеницот Анастас му умрел синот. Пред да биде спуштен в гроб, свети Еразмо на таткото на Анастас му рекол дека ако верува во Господа Исуса Христа, може да му го воскресне синот. Не само тој, туку огромната присутна маса и други што сознале за воскреснувањето на мртовецот, било масовно покрстени. Биле околу 40.000. За мисионерската дејност на свети Еразмо бил наклеветен од паганскиот судија Проб на царот Максимијан, владетел на Западното Римско царство, кој наредил веднаш да му се донесе светецот. И од Максимијан бил наговоран свети Еразмо да се откаже од Господа Исуса Христа и да ги признае паганските богови, во спротивно ќе заврши како распнатиот во Ерусалим, велејќи му: "Смилувај се на твојата душа, пофали ги и пренеси им жртва на моите богови." На прашањето: "На кои богови ми наредуваш да се поклонам?"
Свети Еразмо во придружба на многу народ бил одведен во храмот на Херакло, а во второто житие, како што велат, на богот Зевс, односно живот. Се нашол светецот пред огромната статуа на паганскиот светец на Максимијан. Штом продорно Свети Еразмо ја погледнал статуата, таа паднала, станала прав и пепел, а одвнатре излегол змеј. Исплашениот Максимијан побегнал, а Свети Еразмо го скротил змејот. Гледајќи ја ова Божја моќ на Свети Еразмо, од него биле покрстени 20.000 луѓе. Царот наредил Свети Еразмо да биде уапсен, окован со 192 килограми железни синџири и да се применат сите можни измачувања. По наредба на царот била изработена бакарна облека и вжештена била ставена на Свети Еразмо. Но по милоста Божја, таа се оладила како снег и ни малку не било оштетено Еразмовото тело. Наредил царот Свети Еразмо да биде потурен со буре од 38 литри со зовриено олово, смола, катран и масло, но казанот се распрскал. Испрсканиот цар молел: "Горам Божји човеку, помоли се за мене." И него светецот го спасил. Гледајќи го ова, многу од народот поверувале во Христа. Тогаш дошол ангелот Михаил и му рекол: "Еразмо, станувај. Гледај, јас сум ангелот Михаил, испретен кај тебе за да те одведам во кампанија, во градот Формија, тоа е во Италија, за да му проповедаш на народот." Носен од ангелот Господов, Свети Еразмо стасал во Драч. Таму го чекал брод, односно кајче, преку Јадранското море дошол во Формија, близу Неапол. Според обширното житие во Формија му била испратена храна од ангел. Проживеал 7 дена и слушнал глас: "Еразмо, дојди и одмори се во светиот град. Преку тебе се прославив, а на небото и на земјата." Пред да го прими Свети Еразмо, скапоцениот венец побарал: "Господе Исусе Христе, Сине Божји, еднороден, нареди ми да се упокојам во местото што е место на Твојата пофалба. Дозволи ми, ако некој ме замоли во Твое име, да ја добие наградата своја од Тебе, а јас Еразмо нема да се одделам од ова место ни во сабота, ни во недела." Од небото се чул глас: "Храбро мој следбенико Еразмо, оти се што ќе ми се побара ќе дадам, дури и преку тоа ќе добие." Во помалото житие пак барањата на Свети Еразмо од Господ Исус Христос и неговите ветувања се следни: "Дај им на оние што се наоѓаат во опасност на море, на реките и на било кое друго место да се спасат од опасноста. На оние пак што го чествуваат мојот спомен, подари им простување на гревовите и вечен живот и биди им во се помагач и добродетел." Бидна глас од небото кон него велејќи: "Така ќе биде како што ќе ветам, а и повеќе ќе му се исполни на оној што мене ме обожува, Еразмо." Задоволен, Свети Еразмо влегол во радоста на својот Господ на 2 јуни, тоа е по стариот календар, јулијанскиот, односно 15 јуни по католичкиот 303 година. Ете затоа што Свети Еразмо е во своите храмови на секое место што треба да се приоѓа со крсниот знак. Ете затоа Свети Еразмо и денес прави своји чуда. Свети Еразмо бил погребан на западната страна од градот Формија, на кое место подоцна била подигната катедралата Свети Еразмо, епископ и маченик во Италија. При пустошењето на Формија од сарацените во 846 година, мощите на Свети Еразмо биле пренесени во друг град во Италија, Јужна Италија, Геета. Во 917 година сместени во црквата Света Марија, откаде биле вратени во Формија по 30 години. Поради ваквото шетање на светите мошти меѓу овие два града, има повеќе храмови посветени на Свети Еразмо, во кои има негови свети мошти. Јуржи Марија Весели пак пишува: "Во Формија на 2 јуни на него му се доверувале сите морски жртви за време на една процесија од кајчење и бродчиње од пристаништето во Формија до пристаништето во Гаета, се фрлал по морето ловоров венец со возбудлива молитва за сите оние проголтани од брановите кои требало да се задоволат само со едно анонимно погребување, доверено и тоа на Еразмо." Тргнувајќи пак од краткото житие, сета литература од словенско потекло Свети Еразмо го враќа од Формија во
Хормелеја. Тоа е местото кај што е сега пештерата во Охрид, односно црквата на Свети Еразмо, каде што се повлекол во една пештера во која се подвизувал до смртта. Дали сакал Свети Еразмо да се врати во местото во кое што тој и неговите покрстени доживеале невидено зло од царот Максимијан и дали можел да се врати од исцепеноста не е важно. Најважно е што Свети Еразмо до денеси вечно е во Охрид со неговото дело на кое жив сведок е манастирот Свети Еразмо и во него пештерската црква Свети Еразмо. Култот на Свети Еразмо дошол до израз уште за време на неговиот земен живот, а набрзо потоа бил славен и одразен во подигнувањето на храмови во негова чест. Покрај двете цркви во манастирот Свети Еразмо и оние кои ги кажавме во Италија, има уште две во Охрид. На локалитетот Свети Еразмо се откри монументална трикоробна ранохристијанска базилика со нартекст, атриум, помошни анекси и крстилница со базен, со раскошни мозаици во димензии 54 со 25 метри, посветена на Свети Еразмо. Се предпоставува била подигната на претходно свето место. Штета што таа базилика не е конзервирана и научно презентирана. На 11 пак март 2000 година се постави и освети камен темелник на болничката црква Параклис Свети Еразмо во дворот на специјалната болница за ортопедија и трауматологија, што ние охриѓани ја нарекуваме костозглобна. Чинот на осветувањето на камен темелникот го извршил надлежниот митрополит Тимотеј. Секаде каде што се почитува Свети Еразмо е присутен и неговиот лик. Покрај пештерската црква во Охрид од 13 век, ликот на Свети Еразмо е застапен во црквата Свети Јован Канео, во неговите храмови посветени на него или на други светители. Се среќава во Протатонот и во Света Гора 1526 година. Поради популарноста Свети Еразмо е застапен и во некои композиции на числениците, најчесто гораст, например во Света Богородица Каменско во живопис и во икона, во Пречиста Кичевско живопис и други. Култот на Свети Еразмо е присутен на доста широк простор, дури и на бреговите од Португалија. Затоа посебно придонесло неговото авантуристичко патување до Драч, до Формија, по Јадренско море. Поради тоа Свети Еразмо станал универзален и непосреден покровител на сите морепловци. Со посебна гордост истакнувале и други градови на Италија и Германија дека располагаат со негови мошти. Во Белгија, Германија и во други краишта може да се најдат слики на светецот со раскината утробаст. Иначе поради што народот го нарекувал заштитник на стомачните и породилните болки. По многу краишта се почитува и како заштитник од добиточни болести и епидемии, а во крајбрежните области на Италија, Шпанија, Франција, Португалија се почитува и како патрон на морнарите. Името на Свети Еразмо во Охридско и Струшко подрачје е Еразмо, како Размо со име, Разме, Разменка, а иначе во Охрид и во моето родно село Велгошти имаме и многу фамилии со презиме Размовски. Неговото име е широко навлезено и на пошироки простори на Македонија, главно во Скопје и во западниот дел, каде што се среќава и во формата Разман. Причина за неговото навлегување и во ономастиката е и значењето на неговото име мил, сакан пријател. Колку што сонцето ја оживотворува вселената со светлите зраци, толку богоносецот ја просветли околината со безбројните чудотворства, помага и прави многу чуда. Ова што го реков околу сонцето, тоа е една пофолна песна за Свети Еразмо, како што реков, колку што сонцето ја ожитворувува вселената со светлите зраци, толку богоносецот ја просветли околината со безбројните чудотворства. Па нека ја напомоши секој оној кој го носи тоа име, нека му е честито и вечно.
Ај засвирени чалги, една песна мера близка, да се сета на младоста, да се врати в срце радоста. Свирете ми чалги, свирете ми се од срце, празник ми е на душата. Денес тажам за младоста. Свирете ми чалгачи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава. Денес плачам за младоста. Ај засвирени чалги, тешка песна како животот, очи сози рана полна, душа моја да олесна. Свирете ми чалги, свирете ми се од срце, празник ми е на душава. Денес тажам за младоста. Море, свирете ми чалгачи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава. Денес плачам за младоста. Фирмата Недан Тим реалистит специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15-годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа побарајте го нашиот сонародник Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Којната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримарк Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап со нашиот сонародник Алек Кирков. Побарајте го на телефон 365-888-6096. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Телефон 365-888-6096.
Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто е еден од торонтските украси на градот. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, крштевки и слично. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете и на неделните богослужби, како и на нашите македонски религиозни празници од 10 часот утрото. А сега да одиме со кратките вести од Македонија. Добар ден во првите вести денеска. Од СДСМ најнапред треба да кажат кој од трите предлози понудени на лидерската средба од страна на ВМРО ДПМН е прифатлив. Ова е условот на опозицијската партија за да ги продолжат меѓупартиските разговори. А доаѓа по синокешните состаноци на раководството на СДСМ, каде што се донесе одлука за формирање работни групи за преговорите со ВМРО ДПМН. Премиерот Ковачевски пред малку даде изјава од клубот на пратениците, таму е колешката Ивана Стојановска, ја вклучуваме во живо вестите, па да чуеме Ивана што точно кажа премиерот Ковачевски. Да, токму така, Борче, по презентацијата на регионалниот саем на вино кој што се одража овде во клубот на пратеници, во изјава за медиумите, премиерот Димитар Ковачевски рече дека се уште остануваат на ставот, она што беше и синоќе потврдено и истакнато како став на партијата, дека од ВМРО ДПМН, односно лидерот Мицковски, се согласил на уставни измени, односно тој смета дека сега останува дека доколку на прашање на новинарите што ќе значи тоа во однос на најавените работни групи кои што река од СДСМ дека се подготвени да ги формираат, а во насока на понатамошно продолжување на преговорите, односно разговорите околу уставните измени. Тој рече дека доколку ВМРО ДПМН ретерира, односно дека се предомислува околу тоа од изјавите кои што според нив јавно биле дадени, дека тоа треба да го соопшти на официјална средба. Во однос на уставните измени тој смета дека треба што поскоро да се најдат во собранието, а во однос на работните групи, она што беше посочено овде во изјава за медиумите, рече дека зависи од ВМРО ДПМН дали ќе учествуваат во нив, а нивниот став е дека тие треба да се организираат и во следните денови да почнат со работа. Предлагам во продолжение подетално да слушнеме токму од изјавата на премиерот Димитар Ковачевски. Не би сакал да ги коментирам, кажав, јавните изјави во тој дел, бидејќи сметам дека дадени на митинзи и на такви настани, сепак се со некоја друга намена. Сметам дека е лошо доколку председателот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, се повлече од преземената обврска и од посветеноста овој процес да го завршиме и да го продолжиме нормално, така како што беше договорено и така како што беше соопштено на пресконференцијата. Што доколку не прифатат да учествуваат во работни групи, пошто еве слушаме денес велат дека нема потреба од такви работни групи. Уште една лидерска средба? Ќе видиме. И дали работните групи би функционирале без ВМРО ДПМН? Треба ВМРО ДПМН да го даде одговорот, нивниот председател. Ивана, веќе кажавме и во најавата, денеска излегува и од ВМРО ДПМН со услови за продолжување на меѓупартискиот диалог, па да чуеме што точно кажа од таму. Да, токму пред да бидат дадени овие изјави овде од премиерот Ковачевски во клубот на пратеници, на пресконференција имаше и во седиштето на ВМРО ДПМН. Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН порача дека доколку СДСМ не се изјасни конкретно дали прифаќа еден од нивните услови, а тоа е одложно дејство на уставните измени или евентуални предвремени избори на есен, тие не гледаат потреба од формирање на работни групи кои што би ги продолжиле преговорите по лидерската средба околу евентуалните уставни измени за влез на бугарите во уставот, односно во преамбулата на македонскиот устав. Меѓутоа, повеќе детали околу тоа кои се ставовите на ВМРО ДПМН предлагам да слушнеме од прилогот на колегата Михајло Видимлиски.
СДСМ да се изјасни кој предлог е прифатлив за нив, побара од ВМРО ДПМНЕ пред како што велат да имаат смисла работните групи за продолжување на разговорите за уставните измени. Откако Централниот одбор на СДСМ синоќа донесе одлука за формирање на работна група за продолжување на разговорите со ВМРО ДПМНЕ и со сите други парламентарни политички партии околу следните чекори за усвојување на уставните измени, од најголемата опозицијска партија ги повторија двата предлози. Преодна влада без дуи уставни измени кои ќе важат од денот на членството на Македонија во Европската Унија или предвремени избори на есен, а потоа и европски гаранции за македонскиот идентитет. После тие предвремени избори, кој да биде опозиција, ќе има обврска да ја поддржува владата и државата во овие чекори за интерес на Македонија и на нашата евроинтеграција. И двата предлози, и првиот и вториот, напоменуваме, опфаќаат детронизирање на ДУИ, бидејќи тие се 20 годишен вирус кој ги атрофира институциите со висока корупција и голема неефикасност. Формирање на работни групи би имало смисла само доколку СДСМ јасно каже кој од овие два предлози на ВМРО ДПМН за нив е прифатлив. Од СДСМ денеска вела дека воспоставениот диалог со опозицијата се случува во исклучително важен момент за европската иднина на земјава. Одлуката да се формираат работни групи за продолжување на разговорите, социјалдемократите донесоа по лидерската средба Ковачевски и Мицкоски. Веднаш по средбата, од ДУИ соопштија дека се подготвени да излезат од влада, ако ВМРО ДПМН подржи уставни измени кои ќе стапат на сила до почетокот на втората меѓувладина конференција со Европската Унија. Но Мицкоски останува на ставот за одложено важење на уставните измени. Така, ова беа јасните пораки, односно јасните ставови на двете. Тоа беа новините од Македонија. А сега од рубриката Жена, мајка и дом во вечерашна наша емисија ќе ве запознаеме околу цвеќето лаванда или како што ние народски го нарекуваме Ивано цвеќе. Ако се соочиш со стресен и тежок период во животот и ти е потребна помош, знај дека есенцијалните масла би можеле да ти помогнат. Овие масла се користеле уште од многу дамнешно време и всушност може да бидат и моќна алатка за справување со стресот, како и за одржување на добро физичко, емоционално, ментално здравје и благосостојба. Има многу вакви масла и секој од нив е уникатно и нуди специфични придобивки, но кога станува збор за намалување на стресот и постигнување на мир и релаксација, нашиот прв избор е токму едно од најомилените масла на сите времиња, маслата од лаванда. Маслото од лаванда се добива од цветовите, како што реков, на самата лаванда, цветот иваноцвеќе, а најмногу вирее во медитеранските земји, но може да се сретне и насекаде во светот. Инаку, исто ова масло помага и доколку имате проблем со спиењето. Но како можете да го применувате? Прво, неопходно е да го разблажите маслото со додавање на така наречено масло носач, како што е маслото од сладок бадем, маслинка или кокос. Најчесто за таа цел се става 12 капки од маслото во 30 мл од маслото носач. Потоа од разблаженото масло накапи неколку капки на чисти дланки и доближи ги до носот, вдиши неколку пати и ќе видиш дека ќе се случи чудо. Веднаш ќе почнеш да се чувствуваш поопуштено. Едно предупредување на крајот кое важи за сите етерични масла, никогаш немој да ги користиш неразблажени, затоа што можат да ја иритираат кожата или со тек на време да те направат пречувствителен на нив. Тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом. Некој му ја даде таа мандолина и момчето грсоништа од срце си скина. Небото му капна, срце само песни, да изгорам, да се стопам,
со први мудри лесни. Sekoj što ja slušla ta mandolina, po momčeto so solišta visoka sivina. Da li to beše mlado što si odi, so momčeto so pesnice do svesti tašlo proti. I sviram cela noć, peo cela noć, senka stana sina na ta mandolina. I sviram cela noć, peo cela noć, mudri neke sina do svojta mandolina. I sviram cela noć, peo cela noć, senka stana sina na ta mandolina. I sviram cela noć, peo cela noć, mudri neke sina do svojta mandolina. So svojta mandolina. И последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Некој рекол, ако животот се цени пред смртта, младоста пред староста, богатството пред сиромаштијата, а слободното време пред работата, тогаш ние македонците треба да цениме се што Бог не дарил со држава од стари времиња, со нација, 7531 нова година најстара во светот, јазик, писмо, култура, наука, медицина, цивилизација и така натаму, давајќи се од себе за таа наша заедничка мајка Македонија. Па дури и жртви да бидеме, но мораме да ја сочуваме и го вратиме сето она што злите врагови ни го одзедоа, зашто, како што напише еден писател, Македонија е папукот на светот. Ние навистина сме угнетувани, но вината ја наоѓам кај самите нас македонците, зашто се делиме, затоа сме и губитници во најново време. Нека се стави веќе крај на одвојување од заедницата како народ. Здружени треба да одиме во одбрана на своето македонското. Токму сега последното од македонската државност, најтешкиот и единствен дирек која држи Македонија, а тоа е Македонската православна црква. Ние македонците со помош на Бога и вистината ја вративме назад Македонската православна црква, Охридска архиепископија како нејзин наследници со последното што се случи од страна на Српската православна црква и Руската православна црква. Така да Македонската православна црква ја добивме, но затоа пак власта,
работи со некои македонски владици, свештеници и изманипулирани македонци за да ја изгубиме и да станеме некаква си православна црква на некоја си така наречена Северна Македонија. Иако македонската историја е директно врзана за Охридската архиепископија како еден од столбовите на македонската држава. Повеќе од јасно е дека јазикот и писмото од античко време и денес се автентични со првите сведоштва на крал Александар III Македонски, Филип II Македонски, кралицата од фамилијата Птоломеи во Египет Клеопатра VII и многу други, каде и самиот историчар Плутарх пишува дека зборувала на македонски јазик, но Западот начело со Германија, се што беше древно и средновековно, поклонија на нашите соседи, како на пример боговите Абраја или Аитрија, кои се богови на светлината или на ведрото небо, ги претопија во грчки, како и многу други богови, како Афродита, Аполон, Атина, Зевс, односно живот и така натаму. Кон овој контекст би ја спомнала и бакарната книга, каде што покрај другото пишува за гробот на Александар Македонски, каде што писмото е речиси исто со писмото што се служиме. Мора мистеријата за Македонија да се осветли еднаш за секогаш, зашто не може туку така еден народ да исчезне, а од друга страна евидентирано е дека јазикот на тој древен народ, што се нарекува македонски, го зборуваат над 550 милиони. Ако во Илијадата се кажува дека слабоста на Ахил во Тројанската војна била во неговата пета или петица, така и секој од нас има по некоја слабост. Но нам ни треба сега да ја пронајдеме слабоста на оние големи сили држави, како Америка, нејзината мајка Англија и Германија. Тие држави кои плашејќи се да не се појави и трета македонска империја, зборувам за нашата Македонија, најсилна на светот, а знаете дека првата беше со кралевите и царевите, меѓу кои Александар III, Филип II, а потоа и со втората македонска империја, што токму Германија, Англија и Франција, како што од градот Рим направија Римско царство во нивните нови историски книги, така и со името на градот Византиум, а подоцна наречен Цариград или Константинопол, како престолнина на цела Македонија, ја нарекоја таа втора македонска империја Византија. Меѓутоа, многу работеа како и како да се уништи македонството и да не се појави третата македонска империја, која ќе беше најсилната, како што реков, во светот. Затоа почна тие дами европски во наводници од таа Македонија зета од македонскиот полуостров во 18 и 19 век да ја сечат на парчиња за да формираат нови држави како што се Грција, Бугарија, Србија или поранешните југословенски републики, потоа Романија, Унгарија и така натаму и така натаму. Но како ќе успееме? Викаме, најпрво Бог не буди од сите напади и зла и од непријателот, но се разбира од нас зависи. Само заедно, здружено и сега со декларацијата што македонскиот народ ја подпишува за да не се даде Македонската православна црква на грците, вашиот подпис ќе биде од голема корист. За ваша информација да спомнам, како што реков претходно, дека Цариградскиот Вартоломеј со грците не мируваат, посебно со декларацијата и собраните околу 90.000 подписи на од македонскиот народ. Тој исти Вартоломеј кој е роден на островот Имврос во Турција, а е устоличен за патриарх во 1991 година по растурањето на Советскиот сојуз и Југославија, а и е познато поставен од Сија, новоименуваните архимандрити, шпиони на Македонија и македонскиот народ, а предводени од Бигорскиот Партени во Бигорскиот манастир во Рајчица и Пресвета Богородица, кои беа унапредени во родното место на Вартоломеј на тој остров и кои на грчки го отпоздравија тој Вартоломеј, деновиве со владиката тие исти владици со Партени отидоа
беа на островот, а потоа во Цариград, можем процесот за доделување на томосот за автокефалија е на добар пат. Иако повеќе од јасно е овие наши заблудени владици отидоа да добијат нови задачи, како и како да се исфрли се што беше признато со документот од страна на Српската и Руската православна црква, за да Македонската православна црква, Охридска архиепископија, биде само православна црква на така наречената Северна Македонија, а не како Македонска православна црква. Не смееме ние македонците кои сме наследници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да дозволиме и последниот столб да го уништиме, туку сите заедно, како што реков, со помош на вашите подписи, ова нишка од минатото и денес, да е круната на сите православни цркви како што е, под која се наоѓаат дека таа е покривот и заштитникот на православието. Декларацијата за сочувување на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, со нејзиното уставно име ја бара вашата поддршка само со еден ваш подпис. Тоа е обврска на секој еден македонец, татковинска обврска на сите нас. Svoja zemlja
Тука прв пат сме заплакале, очи прв пат сме отвориле, мајчица погледнале, кога мајки нас не родиле. Тука прв пат сме заплакале, секој од нас има корени, че да све Господови, секој од нас има корени, че да све Господови. Ете, се ближат и последните 4 минути и 10 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија. Благодарики ви за вашето ценето внимание. Слушајте не идната недела од 6 часот навечер на радиостаницата CMR на Бранова должина 101 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.